Добредојавте во новото издание на Трилинг на Велики петок, непосредно во очи Великден. Вечерашниот соговорник е македонски поет, романсер, критичар, есеист, антологичар, преведувач, тој универзитетски професор, академик. Во својата 9-та деценија се уште е активен. Добитник е на признанието роман на годината. Речиси во исто време го доби и признанието за Струшките вечери на поезијата. Академик Влада Урошевич на пропатување од Париз, Скопје и Струга. Влада Урошевич. За него, критичарот Јелена Лужина ќе каже: Урошевич има долг, успешен, ретко исполнет, чесен и креативен живот. Академик Урошевич, 7-ми роман во вашата професионална, научна, академска професионална обсервација, 3 пати повеќе поезија, препеви. Поетот Урошевич е третиот македонски писател, после Блаже Коневски и Мате Матевски, кој што станува и е дел од Струшките вечери на поезијата. Дали во поетиката сте раскажувач и колку во романите ја користите поетиката? Јас себе си се чувствувам како поет пред се. Добро, не се откажувам од она што сум го напишал во проза и тоа е значително повеќе отколку од она што сум го напишал во стих. Може да се рече дека мене во поезијата ме контролира еден прозаист, кој внимава на некаква хармоничност, на некаква поврзаност помеѓу нештата. Па некои пријатели дури ми велат: па во твоите песни има секогаш една приказна. Тоа е едната страна. Но од друга страна, пак, сигурно дека пишувам нешто што би можело да се нарече во некои мигови поетска проза. Постои тој елемент на поетичност во она што го пишувам во проза, во романите, во расказите. Наградениот роман на годината, има невообичаен наслов, вистината, но не многу веројатна историја за семејството Пустополовски, за куќата покрај Вардар и за 4 прстени. Вие имате и поднаслов старовременски роман. Во фокусот на овој роман е куќата. Сте биле иселувани 7 пати, како што велите, сте минувале низ бурни времиња. Во какво време живее денеска академик Урошевич и во какво време живееме ние како граѓани на оваа држава? Да, и во мојата ненапишана автобиографија би имало места за 7 куќи кои сум морал да ги напуштам под вакви или такви околности. И се разбира, тоа може би и влијаело врз самиот роман. Како што рековте, во тој роман со долг наслов, јас мислам дека главната личност е куќата. Денес добро е што живееме во сепак многу помирни времиња, макар што, очигледно е дека и кај нас, и во светот се случуваат битни промени кои можат да го вознемират не само интелектуалецот, туку и секој граѓанин на Македонија. Добро, сето тоа стои пред нас како предизвик, нели? И тие оспорувања на македонскиот идентитет. И сето тоа носи со себе, се разбира, опасности и поблагоречно, нели? Предизвици носи искушенија.
Живееме во еден свет кој се менува постојано, нели, пред наши очи, и она што вознемирува е што не знаеме во каква насока всушност се менува светот, во подобра или во полоша. Нели? Прочитав една ваша сугестија во која пишувате, а ова е ваш цитат по доделувањето на наградата, државната награда Свети Климент Охридски, каде што меѓу другото констатирате: ако секој граѓанин на оваа наша заедничка држава ги исполнува на најдобар можен начин задачите што се поставуваат пред него во рамки на одбраната професија и при тоа да има пред себе си како цел користа на целокупната наша државна заедница, а не само некои нејзини делови. Дали ние станавме егоисти? Сигурно е дека овие промени кои се случуваат последните децении во светот, носат промени и во моралот, што е доста лошо. Почнува да се губи одговорноста. Почнува да се губи доследноста кон ставовите. Многу работи од тој етички комплекс стануваат многу релативни. И се уште не постои еден морал на нашето време. Тоа станува се подифузна неговата логика и неговата практика. Така што сигурно е дека една од опасностите што ги носи новото време е токму себичноста. Секој поединец почнува да се повлекува во себе, во својата куќа, во својот автомобил, нели, во својата лушпа и се помалку да учествува во она што би требало да биде јавен живот. Јас тука гледам една од опасностите на иднината. Оно што можеби станува феномен кај нас, но и пошироко, е отугеноста меѓу обичниот човек. Македонското секојдневие пред се е исполнето со голем број на проблеми, потешкоти, се зборува за екзистенцијални проблеми. Дали ние станавме граѓани кои наместо да живееме едни до други, сега функционираме на принципот едни спроти други? Да. Мене ме загрижува огромната поделеност на нашето општество. Не само што етничките заедници не функционираат помеѓу себе. Се повеќе, имам печнаток дека тие се повеќе се разделуваат, се повеќе си ставаат рамки околу себе. Тоа е едно. А друго е што сето тоа се претвора во еден, би рекол, живот во кој секому му доаѓа прво мисла како ќе ми биде мене. Мислам дека општеството би морало да најде, секое општество мора да најде некоја обединувачка точка, неколку, старовремски речено, идеали. Академик Урошевиќ, кога сме кај обидот за сплотување, ние подолг период како држава говориме за национално помирување, а сведоци сме дека се соочуваме со поларизација на општеството. Како да дојдеме до национално помирување? Во политиката сигурно е добро да постои власт и да постои опозиција. Тоа е нормално. И дека тие две страни да не се согласуваат во некои прашања. Тоа е ситуација во секоја нормална демократска земја, така ли? Но, мислам дека кај нас се претерува во тоа. Се претвора
политичката борба на идеи, нели, се претвора во низа од лични омрази. Почнуваме да се делиме во приватниот живот на припадници на една партија или на друга. Бесмислено е, јас знам случај, нели, на многу пријателства кои се раскинале, на луѓе кои се оддалечиле еден од друг, поради тоа што заземаат различни политички ставови. Тоа е јас го викам тоа политизација на приватниот живот. Не сме целокупниот наш живот, кој треба да биде широк, нели, сеопфатен, да се сведува само на политика. Постои нешто и пошироко од тоа и не е се политика. Мислам дека тоа треба да го сватиме и кон тие прашања треба да пристапиме малку по-ладнокрвно. Се соочуваме со популизам, клиентелизам, непотизам, корупција, партизација, мешање на политиката во сите пори на општественото живење. Луѓето си заминуваат од државата. Влегуваме ли во фаза на се или ништо? Мислам дека треба да сватиме кои прашања имаат предност. Што треба попрво да направиме? Според мене, нели, мораме да ги насочиме напорите колку што е можно побрзо да влеземе во таа Европска Унија веќе еднаш. Нели? Ако го одолговлечуваме тоа, ако правиме потези кои ни пречат на тамошниот пат, нели, кон таа евроинтеграција, мислам дека навлегуваме во низа од нови опасности. Дел од вас, било да е од политичарите, било да е од интелектуалната елита, ќе се согласат и ќе речат да, во право е академик Урошевиќ, други ќе речат преголеми концесии Македонија направи и во делот на договорот со Грција, и во делот со преговорите со Бугарија. Зарем толку треба да направиме големи отстапки за да станеме еден ден дел од европското семејство? За жал така е, нели? За жал така е. Мислам дека таа Европа кон која сакаме да одиме е на извесен начин неправедна кон нас. Сигурно е дека овие претензии на Бугарија се незаситни и сигурно е дека ќе имаме уште мака со нив, но изгледа дека мора да се поднесат некои жртви за да се оди понатаму. Сигурно е дека никој во Македонија не се веселеше на тоа што станавме, нели, Северна Македонија. Добро, но се покажа сепак, нели, дека тоа не е толку трагично како што некои сакаат тоа да го представат. Почитани гледачи, следите тренинг, гостин во емисијата е академик Влада Урошевиќ, овогодишен добитник на наградата Роман на годината, добитник и на наградата Климент Охридски и овогодишен лауреат на Струшките вечери на поезијата. Академик Урошевиќ, вашиот роман Маџун е преведен на бугарски јазик. Вие во една прилика ќе кажете меѓу македонскиот и бугарскиот јазик постои различна сличност. Зошто македонскиот јазик е спорен за дел од нашите соседи, иако, например, во Бугарија има преведено голем број на македонски дела, особено од современите македонски писатели, на македонски јазик? Да, мислам дека бројот е навистина голем на преведени дела од македонски и на поголем дел од нив, или речиси на сите, пишува дека е преведено од македонски.
Тоа значи дека во Бугарија постојат интелектуалци, постојат писатели, уредници, преведувачи, издавачи, кои сваќаат дека македонскиот и бугарскиот јазик се блиски, но не се исти. Ете, сепак успеваме да се пробиеме во Бугарија со нашите книги и покрај тоа што, нели, таму постои значаен притисок во тој поглед, нели, да се докажат тие нивни идеи, националистички на крајот на краишта, нели. Но мене ми е жал што не сум го сочувал тоа писмо. Еднаш пред повеќе од 30 години нашите пен клубови, нели, македонскиот и бугарскиот, рекоа во еден миг, ајде да размениме антологии. И академик Стардалов направи антологија на македонската поезија, која требаше да се појави во Бугарија и се појави, нели? Но во текот на преведувањето, јас од преведувачот добив писмо во кое ми вели: се извинувам, а јас овие песни и не ги разбирам и не можам да ги преведам од македонски на бугарски. Ве молам да ми испратите некои други песни. Ми е жал што не го чувам тоа писмо. Знаете, нашите јазици, бугарскиот и македонскиот, се несомнено блиски и по тоа што припаѓаат на фамилијата словенски јазици и по тоа што се граничиме, нели, со Бугарија. Нормално е што тие јазици имаат известни сличности, но потполната идентификација е за сериозен човек апсолутно невозможна и се надевам дека во Бугарија има значаен број интелектуалци кои тоа го сваќаат, но поради политичката ситуација не смеат да го кажат јавно. Македонија ќе влезе во Европската унија до 2084 година како делумно рамноправна членка, а македонците ќе исчезнат. Дали со вакви дефетистички проценки и изјави од Ману, Академијата станува средиште на популизам и наместо, како што еден од поранешните председатели на Ману, академик Камбовски, ќе рече: Ману треба да биде извор од каде што ќе произлегуваат идеи и решенија за проблемите, всушност Академијата прераснува во извор на проблеми. Да, несомнено е дека Академијата не би требала да стане политички дебатен клуб. Тоа сигурно. Таа има многу пред себе други сериозни задачи и на планот на науката и на планот на уметноста и ги остварува тие задачи, но во јавноста обично доаѓаат оние делови од нашите дискусии, од нашите ставови, кои се однесуваат на политиката. Јас сум за една деполитизација на Академијата. Не може постојано секој месец јавноста да поставува прашања пред Ману: што мисли Академија за ова, што мисли Академија за она. И уште нешто, да. Знаете, бесмислено е. Не смеат силите на Академијата да се трошат на политички борби внатре, нели, во самата Академија и надбор во однос на јавност. Академик Урошевиќ, меѓутоа, Ману ретко организира дебати посветени на економијата, правото, но поречиси секоја таква некаква дебата што ќе ја организирате, потоа следуваат низа критики. Кој зошто ја втурна Академијата во матни води? Добро, кој? Тешко да се рече дали постојат навистина
определени луѓе, нели, или определени сили кои тоа го направија. Но тоа го направи ситуацијата во нашето општество, таа општа политизација против која ја зборувам. Академијата имала и има предлози за решавање на некои проблеми, особено во однос на економијата, да речеме. Но, мислам дека политиката нема доволно слух за тие предлози и не ги уважува доволно. И кога Ману ќе рече нешто, нели, тоа се прима со, како да речем, не со потполно негирање, но со неводење сметка за тоа. Секако дека Ману има сили кои можат да помогнат во решавањето на некои актуелни проблеми, но може би не наоѓаат тие предлози на доволно поволен одек во јавноста. Зошто во Македонија расте нихилизмот на вредности? Дали сме ние разапнати меѓу надежта и очеот? Тоа се спаѓа во таа општа клима, која не е само карактеристична за нас, на релативизирање на нештата. Знаете, јас гледам и во литературата. Имаме добра литература, имаме многубројни млади писатели, имаме одлични есеисти, критичари и сето тоа, а пак немаме еден јасен критериум, не знаеме, па дури и ние самите што сме внатре во литературата, не знаеме точно кој е кој. Се изгубија и кој е каде, на кое место. Се изгубија критериумите, се нарушија вредностите, а не се воспоставија нови начини на вреднување. Оттука доаѓа и до конфузија, не само во литературата, воопшто. Академик Урошевиќ, сега дозволите ми да го цитирам нашиот филозоф и естетичар академик Ѓорги Стардолов, кој во својата тритомна историја на естетиката ќе напише: во судирот на вештачката интелигенција и внатрешните духовни вредности стоиме пред бездна. Кој принцип во екзистенцијата да го избереме? Очеот или надежта? Па и тоа прашање на вештачката интелигенција и сето тоа не поставува пред огромни дилеми, нели? Во прашање се сега веќе и културата, не само уметноста, културата воопшто, па на извесен начин и образованието, и подготвеноста на луѓето да влегуваат во сватка со проблемите на овој миг. Нема на кој начин ќе ги подготвиме ние идните млади поколенија за проблемите што ги чекаат. Тука има безброј непознати. Сето ова што се случува денес во светот не збунува. И ми се чини дека, може би, на сите така им се чинело во сите епохи, но мене ми се чини денес дека ние се наоѓаме во една епоха каде што се прекршуваат нештата. Нешто е пред нас, а не знаеме точно што. Академик Урошевиќ, влегувате за неколку месеци ќе наполните 90 години. Творите и натаму со динамика како пред 20 години. Има ли нешто недоречено, недопишано од вас? Знам дека за неполна недела ви излегува ново дело «Вонземјанка». Напишав една книга раскази.
кои сите се случуваат во Париз, еден град што доста добро го познавам, во 60-тите и 70-тите години од минатиот век, кога во тој град, а и воопшто во светот, растеше интерес за сето она што е надприродно, што излегува од нормалните, вообичаени, нели, физички и психички феномени. Јас мислам дека човек треба да работи додека може, нели, и додека чувствува дека не пишува глупости, нели? Знаете, но секако дека овој живот ни е даден, па да го искористиме до крај, нели? За жал, имав еден пријател, но голем интелектуалец, одличен писател, кој во еден миг, кога го прашав, и тој беше постар од мене едно 6-7 години, кога го прашав, што работиш, што пишуваш? Он вика, јас моето го напишав. Чекај, викам, зошто? Така, вика, се што сум мислел да напишам, го напишав, вика, се што сум имал да кажам, сум го кажал. И сега што, викам? Ништо, вика. Силама човек почина по 5-6 месеци. Нели? Јас, по моје, нели, убедување, мислам дека затоа што мислил дека и го завршил животот. Дали имаме право така да се откажуваме од живот? Ако имаме доволно енергија, ако имаме доволно идеи, ако можеме да работиме, треба да работиме колку што ни даваат силите. Јас малку се смеев сега кога бев во Париз, нели, таму против овој Макроновиот закон, како го викаат, се бунат, нели, не сака да работа до 64 години, како што предлага законот. Мене ми беше тешко да се откажам од работа, верувајте ми, кога требаше да дојде време да се пензионирам и да си заминам од факултет. Затоа ги замолив помладите колеги да ми дозволат да поддржувам и понатаму понекогаш предавања. И тие се согласија. Отпрво ми плаќаа нешто, после рекоа немаме пари да те плаќаме. Добро, реков, ќе продолжам и без пари. Сакав да речам дека животот треба да се искористи до крај. А кога е тој крај, тоа не е во наша моќ да го определиме. Академик Урошевиќ, ми беше задоволство и чест што бевте гостин во издание на Трилинг. И мене ми беше интересно и убаво во вашето студио и во вашето друштво. Ви посакувам убави празнични денови. Благодарам.